Добре дојдовте на програмата Во фокус со Силвана Павловска. Денес имаме едно многу важно соопштение за медиумите и за јавноста, кое што сакаме да го споделиме со вас. Тоа гласи вака. Предлог за прогласување на 1 јули и за Ден на солидарна соборност на македонците. На 1 јули, тоа е денес, 1 јули 2023 година, во Скопје се одржува јубилејната 75 години светска средба на присилно раселените од Егејскиот дел на Македонија. Пред споменикот во паркот Жена Борец и јубилејна академија во Ману, а во организација на Сојузот на Сдруженијата на македонците од Егејскиот дел на Македонија, Македон, и Форумот за човекови права на македонците од Егејскиот дел на Македонија. На одржаната средба, организирана од координативното тело на македонците во светот, поканата од председателот на Форумот за човекови права на македонците од Егејскиот дел на Македонија, господин Ташко Јованов, до учесниците на заедничка средба да присуствуваме на јубилејната светска средба, не инспирира и чувствуваме потреба повторно во самоодбрана да го прогласиме тој ден и за Ден на солидарната соборност на македонците. На 1 јули 2023 година, значи денес, повторно ќе се одржи средбата на 70 до 80 годишни се уште живи деца бегалци од граѓанската војна во Грција 1946-1949 година, која се уште трае, според Ташко Јованов, на геноцидот кој што продолжува и актуелно се извршува врз македонците и се одвива бришењето на македонскиот народ. Овие насилно прогонети, присилно раселени деца од најмала возраст, 3 годишни, под монструозното бомбардирање со напалм бомбите, од британската асистенција, целиот свој живот во прогонство, достоинствено и со тежина која не може да се намали, а напротив, со времето станува се потешка, ја носат се уште отворената рана и жигот на раскинувањето на едното тело и ткиво на македонскиот народ, на поморот и геноцидот. Затоа, 1 јули, се вели во соопштението, треба да е денот на солидарната соборност на македонците и на отпор против геноцидните политики, на неговото природно поврзување, заедништво, солидарноста, обединување заради сопствениот опстој и зачувување и заштитата на се што е негов атрибут и неговите црвени линии. На 1 јули, ние македонците е потребно да сме масовно собрани на недоброен еден и единствен македонски народ, кој ќе ја практикува својата соборност, своето неподелено и здраво, неразјадено и некорумпирано ткиво, достоинство, честност, родолюбие и патриотизам, непокор и континуирано, доследно аргументирано действие, отпор, легитимна и непресушна борба за одбрана на своите човекови права, својот суверенитет и слобода. За тој ден на солидарната соборност на македонците е потребно да изготвиме македонска платформа за соборно делување на македонците во заштита на сопствените права, врз концептот за солидарната соборност на македонците, составен од неративен дел и скица, создаден во 2021-2022 година, а е изнедрен во рамките на неформалното Сдружение на жени, мајки, родолюбки на Македонија Ангелина Маркус и како таков, како предлог принцип на организирање, ова здружение им го подарува на македонците како појдовна основа која може да биде надградувана и подобрувана како преку предлози, така и преку практични искуства. На тој ден во Ману да прозвучи македонската платформа за солидарна соборност на македонците, заснована на црвените линии,
кои ќе може секој македонец да ги потврди со гласење, изјава или декларација. Дојден е моментот на солидарност, соборност и поврзување на македонскиот народ врз црвените линии и за општото добро. И во контекст со декларација на македонскиот народ за неговите црвени линии, црвени линии, како што реков, и стратегијата за зачувување на името на Република Македонија, македонскиот идентитет, јазик, историја и култура од 8 септември 2018 година. Оваа соборност е врната точка на македонска синергија во надпартиска организација на македонскиот народ, која треба повторно да не доведе до идеалот на слободата македонскиот асном. Во ситуација кога македонскиот народ е под окупација и е одреден за уништување, тогаш солидарната соборност на македонците е императив за секој случај. Соборноста на македонците темел и амалгам на поврзување на македонскиот народ. За долгорочно визирање, проектирање, креирање и остварување на македонските интереси, предложен е Совет на македонски родолюбни авторитети, до кој е испратена покана со предлог иницијативата. Во оваа јубилејна година на светската средба и кога за прв пат самиот народ го прогласи денот на солидарноста, соборност на македонците, да имаме можност во рамките на Академијата на МАНУ, заедно и во знак на символично поврзување на македонското ткиво и на македонскиот народ, предложените членови во Советот на авторитети да му се обратат со својот збор и мисла во знак на сеќавање и пред се осуда на геноцидните политики, насилието и екзодусот минат и сегашен, а за насушната потреба од солидарност помеѓу македонците. Во следните години, преку целата година, ќе се преземаат и одбиваат разни активности на соборното делување и организирање и на Денот на соборноста на македонците. Како предлагачи сме убедени дека напредните и совесни македонски интелектуалци од разни области, свесни за актуелниот момент и предизвици, но во прво време најмногу од фелата на историчарите имаат морална обврска кон својот професионален интегритет, застапувајќи ја и ширејќи ја македонската вистина, во секоја една прилика да ја упатуваат пораката за потребата од солидарно, соборно поврзување на македонците во сите области на постоење, објаснувајќи едноставно дека тоа е принцип на активно поврзување на македонците. Имено, актуелните алармантни состојби просто наложуваат македонците да научат што е возможно побрзо да се препознаваат меѓусебно како македонци по базичните македонски интереси, што им обезбедуваат постоење, а која потреба ги неутрализира и надминува ограничувањата на сите видови поделби спроведени над македонците. Без обстанокот на колективитетот на македонскиот народ не е возможно постоење на државата, односно без македонци и зачувани македонски интереси нема да има потреба од оваа држава и потреба од партии кои би се бореле за власт во таа држава. Напротив, тоа би била некоја туѓа држава во која македонецот поединечно не би можел да ги има ниту основните човекови права, ниту досетинствена работа, ниту достоинствен живот. Ке бидат тугинци на своја земја. Примери во светот за тоа има многу, а тоа најдобро можат да го посведочат токму децата бегалци или прогонети од егејскиот дел на Македонија 1946-49 година, раселените македонци од Арачиново 2001 година. Таа е опасноста која е надвисната над македонците и нашата Македонија. Значи, денес, на 1 јули во Македонија, во 10 часот, наутро, масовно, во солидарна соборност, да присуствуваме и учествуваме на овој значаен собир на македонците од светот.
пред споменикот на децата бегалци во Жена парк, да, а потоа и на Академијата во Ману, Македонската академија на науките и уметноста, и да дадеме подршка на прогласувањето на Денот на солидарната соборност на македонците како важна, есенцијална точка на организиран надпартиски македонски активизам кој ќе ги поврзе сите македонци што го разбираат принципот да се засакаме за да постоиме. Со почит и македонски поздрав од иницијативниот одбор Ристо Мијаковски, Ташко Јованов, Тања Јанспи, Ана Бобинкова, Мијаковска, сите од Македонија, Виолета Тировска од Словенија, Хасан Селмановски од Германија и јас, Силвана Павловска од Австралија. Тоа беше соопштението кое што ви го прочитавме, насловено предлог за прогласување на 1 јули и за Ден на солидарна соборност на македонците. Ние, кои што живееме во Австралија и надвор од, од Австралија, надвор од Македонија, во другите земји во светот, им посакуваме еден навистина ден кој што ќе е толку значителен и достоинствено ќе може да се следат и спроведат сите тие иницијативи и сите тие програми кои што се организирани за овој ден, 1 јули 2023 година. Јас ви благодарам за вашето внимание и се слушаме следниот пат на програмата во Фокус со Силвана Павловска. До гледање.